Ви благодарам. Јас искрено, председателке, очекував да го видиме министерот и имавме спремни доста негови фрази и искази од претходно што ги има, а имавме интересни прашања што требаше да ги поставиме. Не се појави сега, ќе се појави на пленарната, но не го слушнавме ни представникот на министерството да образложите што станува збор. Едно прашање што ги имаме, што се провлекува долги години додека се дуи СДСМ на власт, што никогаш не сум можел да имаме дилема да го одговориме, што е полошо, дали е некој што е неспособен или корумпиран. Со овој закон, овој пакет на законски решенија сега што ни се предлагаат, мислам и со овој исклучен договор имаме најлошата форма. Имаме власт што е целосно неспособна, лукративна и искорумпирана. И сега ќе го докажеме зашто е тоа така, многу просто. Да имате ситуации кога се гази врз устав, врз закони, врз држава, врз институции, и со тоа се продолжува брутално, без воопшто да се има предвид укажувањата од јавноста, од фелата, од медиумите, од пратениците, од опозицијата, од колегите. Знаете дека нешто се крие во позадина. И на тоа додадено уште и нетранспарентност, односно криењето на договорот. А зошто го правиме тоа? Бидејќи мораме да повториме, некои од колегите од власта укажаа дека надзорот не сте го спомнувале, клучот ни е токму таму. Бидејќи имаме лошо склучен договор. Имавме неспособни луѓе кои што преговараа, за пократко време не го се искуца самиот текст и подпишаа договор кој што сега генерира правни последици. Така беше со Законот за работни односи, да го имавме договорот, ќе го докажевме дека и овој пакет на законски решенија за урбанистичко планирање, за градење, за минерални суровини, се исто така последици кои што произлегуваат од договорот. Некој потпишал услови и обврски што не се во согласност со законите. Затоа сега ние треба да ги менуваме. Бидејќи ако не ги смениме, тие клемшиња, тие обврски предизвикуваат пенали или како што велите вие дополнителни трошоци. Тоа е приказната со она што го велат ќе се работи побрзо и поевтино. Не е точно. Станува збор за последиците од потпишаниот договор да не бидат поскапи и покатастрофални. А не ги знаеме колкави си постоечките, бидејќи без овие измени ќе бидат навистина големи. Уште колку тајни се кријат во договорот, колку спорни одредби се кријат во договорот, можеме само да нагаѓаме. Можеме само да нагаѓаме. Ни требаше преведуваш, консултант и уште неколку други луѓе од фелата да ги консултираме, да сватиме што сакаат да направат со законот. А во законот се прифатиле работи кои што едноставно не се исполнуваат доколку не ја суспендирате пола држава. И тоа го правите. Со предлог законски решенија овозможувате беззаконие. Било кој што е вклучен во процес на на градење, на издавање на дозвола, на експроприација, на било што, прашајте го, ќе решите вакви услови, ако кажете ова ќе ви каже дека е беззаконие. Зошто го велиме тоа? Убаво ќе беше од министерството да ни објасни што предлага. Па ние да не вртиме телефони да одржуваме 200 средби. Со просторното планирање, со еден куп терминологија стручна, што сака да скријат? Ќе се обидам да го долувам, па вие демантирајте ме дека е така. Тие велат, се повикуваат на просторниот план, донесен пред 20 и кусур години, никогаш не е сменен. И велат, без оглед дали во меѓувреме врз основа на тој просторен план биле донесени регионални планови, ГУПови, ДУПови, било какви решенија, доколку некој побара потврда за услови, вие веднаш морате му да дајете. Без оглед на намена на земјиште, без оглед на собственост што има некој, без оглед на објекти што се наоѓаат на тој период таму, што е уставно загарантирано право на собственост. Ако веќе зборевте за закон за работни односи, за одлуката од уставен суд, ја споревте овдека имате уставна категорија, собственоста е уставна категорија. Газите со ова решение. Не ви интересира ништо. И вели, доколку побара потврда, веднаш ќе му дае. А кој ќе му ја дае? Сите институции се суспендирани, тоа е Артан Груби или некој негов заменик од управувачкиот комитет. И тие ќе менуваат членовите на комитетот, институции, серија на други што ги суспендираме, а Артан ќе ни менува држава. Така се поставени работите. Тоа беше во однос на самата потврда за услови. Втората работа што сакаат да направат и што се провлекува низ серија законски решенија е урбанистичкиот проект. Знаете што е урбанистички проект? Знаете што сакате да направите со ова? Имате акутна болест, болен човек, во услови кога имате
цело примарно, секундарно здравство, специјалисти, институти, факултети, вие велите не, ние ќе идеме со надред лекарство. Со тревки ќе го решаваме проблемот. Тоа не го нудите овде. Значи велите со урбанистички проект, што е решение што се користи за парцелче од село од разбиен тип, или пак за решенија некој за кози патеки што се асфалтираат километар по километар, нагласувам километар по километар, бидејќи ќе се навратиме на тоа и со другите законски решенија, ние ќе градиме стратешки објект од милиарда и 300, пардон, милиарда и 600 ако ги ставиме и експроприацијата, пардон, 2 милиарди ако ги ставиме и досегашните пенали понатамошни обврски, пардон, 3 милиарди ако ги земеме празните ставки што ги имате во договорот, што кад-тад ќе ги видиме. И за некој што ќе одговара за нив. Бидејќи не ги знаеме празните ставки. Бидејќи вие не го знаете договорот. Фрапиран сум се уште 5 дена помина заменик министар што предлага законско решение, излегува на јавна говорница пред цела јавност и ја каже ја не сум го видел договорот. Прашање е кој го видел. Но ќе го видиме порано или подоцна. Што сакате со урбанистичкиот проект? За сите овие постапки што еден нормален граѓанин или нормална фирма треба да ги помине, треба и време и посветеност. Имате и од фелата. Еве и од фелата. Што ви кажува фелата? Официјален допис го имате. Никој не е за побрзо да не се направи. Напротив, 100 пати го кажав и го повторим пак. Одговорна власт, искача премиерот и вели, јас одговорно тврдам со целиот мој тим, ќе работиме 24 сати дневно, институциите ќе бидат ефикасни, овој проект ќе биде спроведен на време. Но ние знаеме дека ги потопивме институциите во корупција, па сега имаме проблем и како го решаваме тоа со суспендирање на државата. А зошто го правиме тоа? Бидејќи некој потпишал нешто што не требало да го потпише тоа. Никој што не му дал право. Еве и фелата. Истото е тоа. Дали вас не ви е чудно што сите се во иста насока, со истиот вокабулар, со истата цел што велат и медиуми, и власт, и опозиција, и опозиција и фелата. Било кој што еден засегнат што малку има искуство во оваа терминологија, односно проблематика. Со кратење на постапките истите стануваат нетранспарентни, а со преиначување на постапките се нарушува професионалниот пристап во планерскиот и инженерскиот дел на објектите, со недофатливи негативни импликации од секој аспект. Ова ви го вели Комората. Па имало нека причина што сте формирале Комората како држава. Кога бевме држава. Понатаму. Инфраструктурни градби од рангот на вака високо буџетски инвестиции, од стотиците километри со широки коридори, мора да ги поминат сите механизми на контрола од страна на професионалните инженерски и институционални филтри, уште посериозно од сите други типови на објекти. А вие ќе правите со урбанистички проект висечки мостови, тунели, виадукти и така натаму. Нешто што може да се случи утре катастрофа. И јас затоа повторно ќе кажам, не станува збор веќе за превенирање на последиците, него сега станува збор за менеджмент со последиците што ни се наметнат од страна на оваа власт. Ова требаше да се мисли кога преговараа за договорот. Сега веќе имаме проблем. Како главни заклучоци од Комората велат да се скратат роковите на постапките, но не смее да се скратат постапките. Не смеете да суспендирате државата, да однесите во рацете на неколку поединци. Да не се отстапуваат постоечките електронски платформи за аплицирање одобрени и урбанизам. Ова се платформи што се со години градени. Законски решенија што се прилагодуваат и се доби ефикасност, се доби следливост, се доби поголема контрола. Во овие системи можете да го видите секој листче, секој барање, секој истражување, секој елаборат. И можете да направите здрава анализа. Можете да дефинирате ризици, можете да предвидувате ефикасност, можете да контролирате трошоци. Со ова ние немаме ништо. Вака како што се го замислиле. Со оваа постапка, еве ја ги вадев овдека, се исклучува примена, ова што сакате да направите вие. Исклучувате примена на одредбите кои се однесуваат на идеен проект. Издавање на одобрение за градење, измени во тек на градба, промена на инвеститор, издавање на одобрение за подготвителни работи, прибележување и пребележување на градбата во јавна книга на движности, рокот на изградба за реконструкција, формирање на одлагалишна земјишта, за дислокација на далноводи, трафостаници и така натаму, нафтоводи, продуктоводи, магистрални гасоводи, топловоди, се суспендирате. Ќе излезете со едно урбанистичко проектче и се проаѓа. А пазете во таа насока, се што е пропратно како што се условите,
едноставно дава барање со потврдата ова се одобрува. Бланко. Не можеме така. Правиме несогледливи штети и тоа ви го велат сите. Но упорно се тече во таа насока. Упорно не се отстапува и упорно е важно само да се спроведи директивата што добиваат од челниците на ДУИ и на СДСМ. Ви благодарам.